Како што завршивте, така и ќе почнам. Изјавите на евроамбасадорот и на странските представници кои што ни ги упатуваат тука, значи поврзано за тоа што вие мислите дека е најважно, значи да ја дефокусирате јавноста од криминалот на векот. Криминал на векот, реков, ја фрлате Македонија во една целосна финансиска нестабилност, после ова што ќе се случи. Дефокусирате со работи кои што немаат никаква врска со денешницава. Тоа се работи што ги укажуваа овие представници на меѓународната заедница, подсетете се, ќе видите. Најглавен проблем што кај нас во Македонија се случува, тоа е корупцијата. За тоа цело време зборуваат нашите меѓународни пријатели. Што направивме ние? Односно вие што направивте? 3 последователни години имате над 100 место сме по корупција. Тоа ви го кажуваат. Сте се фатиле за уставот. Нема променен устав, бе, луѓе. Што сакате да ви кажеме повеќе? Нема променен устав во овој мандат. Нема. Немаме мандат тоа да го правиме и нема да го направиме. Кој сака нека дојде. Нема променен устав. Толку па тоа прашање, затворено е. Понатаму, кажувате сега за суштината. Кажувате поделба на исток и на запад. Почитуване колешки, тука на ова место седеше еден колега каде што кажа дека ова е национален проект на албанците. Не го кажав јас тоа. Јас не го кажав тоа. Јас не сакам така да биде. Јас Македонија ја гледам како една целина. И не ги делам луѓето на македонци, албанци, роми, турци, власти и така натаму. Апсолутно дека имам пријатели од сите структури. И сум пратеник и на тие граѓани, иако не доаѓам од шестка или од петка или од четворка, доаѓам од тројка. Меѓутоа сум пратеник и на тие граѓани. Јас сакам рамномерен развој на државата. Значи рамномерен развој. Не може во еден дел да се гради, другиот дел да биде забатален. Ме посочи пред малку колешката, не сакам да ја споменам, бидејќи нема право на контрареплика. Дали сум ги возел патиштата? Па секој викенд одам јас натаму, по тие патишта. Одрани по пат, сообраќајки се случуваат, луѓе губат животи и таму не треба да се гради. Оти тие луѓе не плаќаат даноци, така? Крајно некоректно ова што се случува. Кажувате за Скопје 2014. Па вие бевте дел од таа влада Скопје 2014. Што е сега? Се согласувате, не се согласувате со тој проект? Па како порано се почна почитуване колешки 2008 година со мајскиот договор вие влеговте во владата на ВМРО ДПМН. Не може Значи од нас вие сте подпишан. 20 години на власт. Со мал прекин кога ДПА беше во владата на ВМРО ДПМН. Па се направи проблем после. Кој одговараше да ве прашам за Скопје 2014? Не беше Еве подпишан од одговорете. наша страна. Ако е криминален проект, кој одговараше за Скопје 2014? Зошто никој не одговараше за тој проект? И сега окажувате криминален. Нека се истражат органите. Меѓутоа очигледно е дека никој не одговара за таа работа. Имам уште доста, ама доволно е. Благодарам. Благодарам и на вас.